Добро утро, секој утро уште еднаш од мене. Отвараме темата поврзана со нашето здравје и како COVID-19 вирусот може да влие врз нашата здравствена состојба. Знаеме дека белите дробови, дишните патишта се најчесто погодени од COVID-19, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за тоа дали може да предизвика компликации врз нервниот систем и не дај Боже да доведе до фатален исход. За оваа тема разговарам со неврологот од клиничката болница Систина, доктор Марија Гашовска. Добро утро, доктор Гашовска, и добре ни дојдовте. Добро утро. Начнавме, на кратко се обидов да сублимирам зашто ќе зборуваме, па најпрво би ве прашала, зборуваме дека хронично болните пациенти треба да бидат повнимателни, да обрнуваат поголемо внимание, да бидат попредпазливи кога станува збор за COVID-19, меѓутоа дали COVID-19 може да влие врз нервниот систем, па подоцна и ќе подлабочиме оваа тема. Да. Има многу малку податоци, за жал, околу влијанието на овој вирус врз нервниот систем, затоа што е нов вирус, ново заболување и навистина имаме оскудни податоци. Меѓутоа, од она што го имаме како податок, а тоа се ретроспективни студии од епицентарот на пандемијата Вухан во Кина, има докази дека овој вирус влијае и врз нервниот систем. Како може да влие? Дали, например, лицата кои што веќе имаат невролошки заболувања, одредени невролошки заболувања, првенствено треба да бидат повнимателни од останатите. Велиме оние кои што имаат хронични заболувања, бремените жени, одредени групи на граѓани треба да бидат повнимателни, меѓутоа што е со невролошките заболувања, оние кои што имаат веќе невролошко заболување? Вирусот ги напаѓа сите, и оние кои имаат, и оние кои немаат веќе невролошки болести. Овдека зборуваме за тоа дали вирусот може сам по себе да предизвика невролошко заболување, и одговорот на тоа прашање е да. Во ова, реков, ќе зборуваме за пациентите кои што се веќе диагностицирани и лекувани во Кина. Докажано е дека овој вирус го напаѓа централниот, периферниот нервен систем и скелетните мускули. Сите пациенти кои што се со невролошки манифестации, кои што го имаат, значи зборуваме за лабораториски докажана болест COVID-19, сите имале тешка форма на болеста на почетокот, тешка инфекција. Тежината на инфекцијата се оценува врз основа на афекцијата на респираторниот статус. Повеќето од нив биле постари пациенти и да, точно е дека имале веќе некое заболување. Најчестото е хипертензија или покачен крвен притисок. И она што е интересно е дека пациентите кои што имаат невролошки импликации или манифестации од вирусот, ги немаат баш типичните симптоми на COVID-19 заболувањето. Кои симптоми ги имаат? Што е разликата? Например, како да знаеме дека ако се случило да COVID-19 го имаме во нашиот организам, како да знаеме дека ни го напаѓа невролошкиот систем? Значи, ова пандемија трае неколку месеци и веќе сите читаме и информирани сме кои се типичните симптоми на COVID. Тоа се треска, висока температура, сова кашлица, диареи и анорексија. Меѓутоа, често пати овој вирус може да презентира и невролошки симптоми или знаци. Тоа се знаци од страна на централниот нервен систем, знаци од периферниот нервен систем и од скелетните мускули. Доколку овој вирус го нападне, афектира мозокот или централниот нервен систем, најчестиот симптом на кој што пациентите ќе се пожалат или ние докторите ќе го детектираме се вртоглавици. Понатака следуваат главоболки, влошување на состојбата на свесност, добиваат мозочни удари, нерамнотежа или атаксија и епилептични напади. Од страна на периферниот нервен систем, губиток на осет за вкус, губиток на осет за мирис, проблеми со видот и невропатска болка. И од страна на скелетните мускули зборуваме за повреда на мускул, меѓутоа не повреда физичка, туку повреда од самата инфламација или инфекција. Кога споменавме дека може пациентите да почнат да го губат чувството за мирис, за вкус.
Кога има ли некои податоци кога се случува тоа? Например, го имаме вирусот во нас, после колку време се случува да овие симптоми кои што ги напоменавте може да бидат забележани, бидејќи нели има одредени случаеви и дали уште едно прашање, дали може да се случи да го имаме ние вирусот во нас, да не се манифестира на друг начин, меѓутоа ете да се после одреден временски период да ни го нападне периферниот нервен систем или да почнеме да губиме чувство за вкус или мирис. Се случува ли тоа? Тоа е добро прашање, затоа што невролошките симптоми или знаци во оваа болест, во болеста COVID-19, типично се јавуваат рано на почетокот на заболувањето, дури може да бидат и првите знаци. Ова не важи за мозочните удари и за промените на свесноста. Тие се јавуваат покасно во текот на инфекцијата. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што во случај кога имате епидемија, односно пандемија, сега зборуваме за заразност на светско ниво, се случува да дојдат пациенти кои што имаат невролошки симптоми и тие ќе се пожалат, например, на главоболка и висока температура и што се случува. Тие се третираат како невролошки болни, немаат се уште типични знаци за COVID-19, се сместуваат во оддели за неврологија и тоа значи дека дијагнозата покасно се поставува, можеби и се промашува и во тој случај трансмисијата на болеста продолжува. Ова ме носи на прашањето дали треба, она што го зборуваме и често, дали треба да се прават поголеми скрининзи, односно поголем број на пациенти првенствено се испитуваат дали имаат COVID-19, бидејќи велите дека може да имаат знаци за невролошки, односно невролошки симптоми, а никакви други знаци да немаат на COVID-19, па не дај Боже да има фатален исход. Што се случува, споменавте неколку пати мозочниот удар. Како може од COVID-19 да предизвика мозочен удар? Кажавте дека тоа се случува подоцна од кога веќе вирусот подолго време е во нашиот организам, меѓутоа како може и дали може да се заштитиме, дали може некако да го предвидиме, иако тоа се состојби кои тешко може нели да се предвидат? Да, постои поврзаност меѓу мозочен удар и COVID-19 и тоа за жал таа поврзаност е детектирана кај помлади пациенти. Мозочниот удар во суштина е болест која не е типична за младата популација. Во овој случај во тек на пандемијата мозочниот удар се јавува кај помлади пациенти, значи зборувам од 50 години, и пациенти кои имаат тромбоза на голем крвен сач, што имплицира дека и ударот ќе биде голем. Сега глобално состојбата води на тоа дека бројот на мозочните удари е намален. Меѓутоа, дали е тоа навистина така не се знае, треба да помине време па да ги анализираме ретроспективно податоците. Се случува луѓето да добијат симптоми на мозочен удар и да не се јават на лекар, зашто бидејќи е пандемија и не апелираме, него постои некое расположение да не се оди по лекари. Да, протоколите, нели? Баш напротив, кинезите докажале дека меѓу хоспитализираните пациенти 5% инциденцата можноста да добиете мозочен удар. Дури 5%, тоа не е мал процент. Меѓу хоспитализираните пациенти, да. И сега ме прашате зошто се јавува, се смета дека се уште не е истражено тоа поле добро и ние немаме цврсти релевантни докази, тоа ќе го знаеме ќе го дознаеме понатака. Меѓутоа, во суштина, COVID-19 е тромбоемболиска болест. Таа прави промени во организмот кои што ве прават склони на тромбозирање. Се смета дека причината за мозочен удар кај младата популација е оклузија на голем крвен сак. Зошто настанува таа оклузија? Поради засилена коагулабилност на крвта и оштетување на ендотелот, тоа е внатрешниот дел од зидот на крвниот сак. Споменавте дека помладата генерација, односно генерацијата под 50 години, најчесто според досегашните податоци кои што ги имаме и се достапни, е подложна на мозочниот удар. Може ли, и споменавте дека може да се случи да имате мозочен удар, а да не сте свесни, нели, дека ви се случува тоа? Како можам, например, како пациент да знам дека ми се случува мозочен удар и да не седам дома, туку да реагирам веднаш? Има ли, кои симптоми треба да ги почувствувам за да си дадам црвено светло и да посетам доктор, например?
Така, симптоми на мозочен удар се фокални невролошки симптоми, значи симптоми кои доаѓаат од мозокот и постои тоа е во суштина збор, фаст, првите букви од овој збор означуваат еден симптом на мозочен удар. Буквата F е за фацијална парализа, односно која ќе ви се искриви устата, А е за arm, dropped arm, значи раката ви е слаба. Ти е за тајм, треба брзо да реагирате доколку нешто од ова имате да повикате брза помош, и С е за speech, промени во говорот. Така што тоа би биле за лаиците или пациентите кои немаат медицински познавања како да го препознаат мозочниот удар. Дали се случува само на едната страна на телото, пример само на лева страна, само на десна страна? Да. Или на лева, или на десна. Значи нема да се случи целосно, туку ќе препознаеме ако на пример левата страна ги има симптомите кои што пред малку ги споменавте. Да. Би сакала да прашам и за Така, би сакала да прашам и за една од ризичните групи се пациентите кои боледуваат од мултипла склероза. Каков совет имате за овие пациенти? Дали може би имате некој посебен совет во однос на оваа ризична група? Пациентите со мултипла склероза се за жал млади пациенти. Тоа е автоимуна болест, организмот се напаѓа сам себе. Тие се подложни да добиваат инфективни заболувања, тоа важи се разбира и за инфекцијата со SARS-CoV-2 вирусот. Препораката за нив би била да се чуваат подобро, можеби од општата популација, и да се надеваме дека ова ќе заврши побрзо и ќе може да се го добијат соодветниот третман, кој што исто така е ризичен во овие услови. Така, би сакала ако може на кратко, еве на самиот завршеток на разговорот, ако нешто пропуштивме да напоменете, или ако пропуштив да ве прашам, да е поврзано со темата која што ја отвараме, и секако совет за еве како стручно лице, бидејќи овие податоци кои што не ги кажавте за мозочниот удар, за тоа дека го напаѓа и централниот и периферниот нервен систем, навистина фрлате на еден друг поглед кон сериозноста на инфекцијата со COVID-19. Она што досега го имаме како податоци расположливи се дека вирусот го напаѓа нервниот систем, има поврзаност меѓу COVID-19 и невролошкиот систем. Каква е таа поврзаност се уште добро не се знае, ние во иднина ќе ги имаме податоците. Мој апел би бил лекарите кои што работат со пациенти во вакви услови, невролозите, секогаш да се посомневаат, односно да обрнат внимание во пандемиски услови на COVID-19 кај болни пациенти кои ги немаат типичните симптоми. Тоа би бил мојот совет. Доктор Гашевска, ви благодарам што одвоивте време ова утро за јас да ви ги поставам прашањата, секако и за гледачите да добијат и информации кои што верувам дека ќе им користат, и тоа многу, бидејќи од она што утрово го дознавме од вас е дека нема категорија, односно нема може да бидат и повозрастните и помладите пациенти нападнати од COVID-19 и да резултира со одредени невролошки состојби. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. И ви посакувам убав ден. Се слушаме и се гледаме во некоја следна прилика.